Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Универзитетските студентски собранија при УКИМ, Штуловиот универзитет, ФОН, Американскиот коледж, универзитетите од Битола и Штип и движењето Студентски отпор попладне од 17 часот и 30 минути од влада до Министерството за образование и наука на марш обединето ќе ги бараат своите права. Универзитетското студентско собрание на УКИМ објави дека борбата на студентите е заедничка и дека само сплотени заедно ќе успеат да ги заштитат нивните права и ќе ги исполнат нивните барања. Издвојување средства од буџетот за подобри услови во студентските домови, изземање на студентите од антикризните мерки, целосно спроведување на законот за студентски оброк, изголемувањето на сумата и задначување на стипендиите, подигнување на квалитетот на образованието и дигитализацијата. Тие очекуваат дека по повод Меѓународниот ден на студентите со почеток во 17 часот и 30 минути ќе излезат обединето на голем студентски марш, каде тргнувајќи од владата па до Министерството за образование и наука ќе го завршат маршот и јасно и гласно ќе ги искажат своите барања. Регионалната соработка е единствениот начин да се преброди која било криза и да се изгради енергетска независност. Ова е можност да се искористат ресурсите од зелената енергија со кои располагаме на Балканот и да го развиеме регионот во нова енергетска сила, порача премиерот Димитар Ковачевски на денешната заедничка пресконференција во Белград со лидерите од Западен Балкан, учесници на конференцијата за инвестиции во обновливи извори за енергија во земјите од регионот во организација на претседателот на Србија Александар Вучич и амбасадата на Норвешка. Ковачевски посочи дека земјите од регионот го немаат тој луксус да имаат преголем фискален простор, како например Норвешка, па затоа мора да бидат инвентивни и поагилни. Тој ги повика инвеститорите од Норвешка да инвестираат во Македонија и во земјите од Западен Балкан. До сега е регистрирана само една географска ознака на национално ниво Охридска цреша. Во процес на регистрација е преспанско јаболко, буковска пипер, македонско јагнешко, од праменка овчеполка, маријовски мед, маријовско бијано сирење и беласички костенов мед. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржува семинар на тема воведување на ознаки за географско потекло, италијанско искуство, добри пракси и студија на случаи, организиран од страна на амбасадата на Италија. Италија е држава која може да се пофали со најголем број производи со заштитена географска ознака. Откако ќе се печат на поевтина струја, лебот и другите пекарски производи ќе бидат првите кои ќе поевтинат во трговската мрежа, покажуваат првите калкулации. Од друга страна, за да се произведе кашкавал или сирење, потребни се 2 до 3 месеци, па така поевтинувањето на млечните производи ќе се види низ маркетите во првите неколку месеци од наредната година. Кај местната индустрија, работењето на поевтина струја нема да има особен ефект ако не се надмине проблемот со царината на увозното месо за преработка. Компаниите од местниот сектор бараат укинување на оваа давачка, која по 3 години повторно им се наплаќа од јуни годинава, а тоа ги прави сосема неконкурентни во однос на соомеснатите производи кои влегуваат во земјава со нула царина. Сумирано, доколку соомеснатите производи добијат суровина, без царина и добијат поевтина струја, тогаш и оваа храна ќе поевтини, вели за Слободен печат Даниела Михайловска-Василевска, менеджер на Стопанската комора на Македонија. Турските безбедносни сили во Сирија уапсија уште еден осомничен за терористичкиот напад во Истанбул, при што беа убиени 6 лица. Според турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, ситуацијата во Истанбул се враќа во нормала по нападот. Уште еден терорист кој помогнал да се изврши нападот е фатен на северниот дел од Сирија, се наведува во извештајот на турските безбедносни сили. Претходно, турските власти соопштија дека се уапсени неколку десетици осомничени, како и сиријка која се сомничи дека ја поставила бомбата. Во експлозијата што се случи во неделата во центарот на Истанбул, загинаа 6, а 81 лице се здоби со потешки повреди. Републиканците ја вратија контролата врз представничкиот дом, објави синоќа Гардијан. Таа партија конечно го освои своето клучно 218 место во долниот дом на Конгресот, со што ја преземаат контролата од демократите, подготвувајќи терен за пресметка со Џо Бајден во следните 2 години од неговото претседателствување. Како што е наведено, овој резултат значи дека демократката Ненси Пелоси, како претседателката на представничкиот дом, најверојатно ќе му ја предадат власта на републиканецот Кевин Макарти, кој
кој изјави дека има намера да ја преземе оваа функција. Контролата на представничкиот дом е клучна затоа што ќе им овозможи на републиканците да започнат серија конгресни истраги од неуспешното повлекување на Бајден од Авганистан до поочигледно политизираните истраги за дејствијата на владата за време на пандемијата на коронавирусот и деловните активности на синот на Бајден, Хантер. Ги следавте на новите вести на Слободна ТВ.